Благодарам, председателе, почитуван министре, почитувани колеги. Во програмата на владата за 4 години, почитуван министре, има посебно поглавје развиено земјоделство и во истата, бидејќи е ресор кој за жал вие го водите, да ја подсетам јавноста, стои: владата во наредниот 4-годишен мандат има план и визија за ревитализација на водењето на земјоделските политики. Планираме реформи кои суштински ќе се запатат со решавање на најесенцијалните прашања и предизвици што ги оптоваруваат земјоделците. Понатаму, внимавајте, наведено е: преку активен однос на сите општествени чинители, а најмногу од самите земјоделци, ќе овозможиме тие да бидат во центарот на креирањето на мерките и инструментите за нивната поддршка. И исто така наведени се 3 цели на кои ќе се темели вашата 4-годишна работа: зголемување на конкурентност и подобрување на доход на земјоделци; подброј 2, воведување нови технологии и иновации; подброј 3, развој на рурални средини со цел задржување на населението, а посебно младите, преку инвестирање за нови работни места. Откако сте на чело на овој клучен ресор, докажавте дека хартијата трпи се. Па затоа во опозиција кажувавте едно, само за да биде убаво за слушање за земјоделците, а сега правите се обратно. Па по ниеден постулат од погоре наведените, не само што не се водите, туку и спротивно делувате на штета и на земјоделците и на штета на развојот на земјоделието. Исто ова се е надградено и проширено, но невистинито со вашата нова кампања "Гласот што го слушаме македонско најдобро". Не само што не го слушате гласот, туку го игнорирате. Буквално се што кажуваат земјоделците игнорирате. Тие не се задоволни затоа што се оставени сами на себе, затоа што не можат да остварат контакт со вас и вашиот тим, да си ги кажат маките, да добијат одговор зошто се намалени и зошто им доцнат субвенциите, да разберат зошто се укинати програмите за мали производители, да им објасните како одлучивте да ја преполовите програмата за рурален развој, па отидовте еден чекор понатаму и ги поништивте повиците за набавка на трактори и механизација поради недостиг на средства. Нема одговор на овие прашања, токму земјоделието е она по што треба да сме препознатливи во светот. 2 години, ниедна, ама буквално ниедна системска политика во земјоделството. Во ваша надлежност е менаџирањето на Агенцијата за храна и ветерина, деновива актуелна со контроли за манипулации со декларациите, односно граѓаните ем се гневни, бидејќи не јадеме здрава и квалитетна храна, ем се лишени од информација, кој во 21. век се осудил на една ваква манипулација и загрозување на здравието. И се направија контроли, се утврдија неправилностите под притисок на јавноста секако. Да биде трагедијата уште поголема, слушнавме од медиумите дека и кесува меснатите производи и месото има вакви слични манипулации. Единствено ваш став не чувме. Го пуштивте директорот на агенцијата да се мачи, да објаснува, да се правда и вешто да избегнува, да биде транспарентен и отчетен, па никако да ја обзнани на јавноста кои се овие компании, на чии декларации пишува едно, а всушност јадеме нешто друго. Се труеме. Имаше одредени шпекулации за имињата на компаниите, ќе оставиме транспарентно извештајот да излезе, но ако се тие согласно шпекулациите, една од тие компании има добиено дури 27 јавни набавки во градинки, клиники, училишта. Што јадат пациентите, што јадат учениците, што јадат болните. Бурно реагираат и сточарите, имаат право да знаат кои млекарници ставаат хемија во сирењето. Кога ќе го добиеме овој извештај, министре? Не оваа недела, не идната, не таа после неа. Многу гласни и чести се критиките од оние кои треба да ви бидат партнер, наместо редовен критичар. Земјоделците, тие одат во насока на доцнење на исплата на субвенции, ниски откупни цени, недоволна заштита од увозна конкуренција, или дека домашното производство е под притисок од поевтин увоз, бавни административни постапки и така натаму. Ги знаете овие состојби, верувам.
Свесни сте за незадоволството, бидејќи организиравте и трибини и таму навистина имаше огромен револт од присутните. Редовно ве повикуваат и млекопроизводителите. Најдрастичен пат на цените има кај млекото. Во 2024, ако цената беше 34 денари, сега е 24 денари за литар и ќе се симне на 22 денари. Дали сте слушнале што велат млекопроизводителите? За 2025 немаме добиено исплата, за 8 или 9 месеци, кај некој пуштија за 2 или 3 месеци за предадено млеко по литар. Сега почнува и пролетната сејба и ни требаат пари. Друг вели, катастрофа е, намалена е цената за млекото, а субвенциите не се исплатени. Трет вели, вака веќе не може, ке мора да се откажеме од сточарството. Значи, вие умешно успевате за 2 години на најпосветените земјоделци, сточари, лозари, оризопроизводители, да им го урнете сонот, волјата, визијата, желбата да им ја згазите посветеноста и да им го подцените трудот. Лани во октомври 25 се повлече и од функцијата председателот на Сојузот на Сдруженија на лозари и на подсекторска група за лозарство и винарство во МЗШВ. А знаете зашто? Недоволна соработка со вас. Немавте слух. Значи, да заклучим, имаме неисплатени субвенции, тоа е така за полјоделски култури, за тутун, за млекопроизводители, и по литар млеко, и по глава на добиток, за градинарство, за пчеларство. Успех до успех нижете овие 2 години. Сакам да ве подсетам за уште една работа. На 16 мај лани, независниот синдикат на полицијата поднесе барање за ваше разрешување. И цитирам: како грански независен синдикат на полицијата, кој брои над 4000 членови, во чиј состав легува и овој независен синдикат на шумска полиција администрација, синдикат кој застана зад министерот Цветан Типуновски во време кога се уште не беше министер, како синдикат кој вистински зборуваше во зборовите кои ги кажуваше, го промовираше вистинскиот човек за ова министерство. Ви се обраќаме со ова формално барање за разрешување на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамки на најавената реконструкција. На што се темели ова барање? На длабоко разочарување од вашето постапување, односно непостапување. Односот кој го имате не само кон синдикалните работници, туку и кон вработените во министерството. Причината за ова барање, цитирам, доаѓа по игноранскиот однос кој трае веќе 1 година, период во кој тој воопшто нема одговорено на ниту едно наше официјално барање, информација или било каков допис кој ние го имаме доставено. Сметаме дека е апсолутно недозволиво еден представник на влада што се декларира за народна, транспарентна, принципиелна, да има ваков однос кон било кој синдикат. Исто така, односот во кој се изнаслушавме лаги од негова страна, а на последната изнудена средба која ја имавме на 15.5.2021, бевме оставени да чекаме цел 1 час пред неговиот кабинет и на кој што не имале можност да бидат сослушани нивните добронамерни забелешки. А сте ветувале дека овие лица ќе бидат вклучени во сите процеси. Овој синдикат очекува дека ќе ве опфати најавената реконструкција, а оставка од вас бараат и од националната земјоделска мрежа. Навистина поразително. Во извештајот на Европската комисија за Северна Македонија за 2025 година, поглавје 11, земјоделство и рурален развој, се оценува дека државата е умерено подготвена за оваа област, а критиките се насочени кон институциите кои што ги менаџирате, законодавството и управувањето со европските фондови. Не треба да сте експерт за земјоделие, уште помалку министер, за да ви стане јасно со една прошетка по пазарите на кое ниво е македонското земјоделие. Да не зборуваме за квалитетот на увезената пластика без вкус и мирис, со никаква ароганција не можете да го покриете тој факт ниту во сопствената глава. За жал,
вашата ароганција не можете да ја контролирате, дури ни кон оние кои ве поддржуваа, ве нарекоа кадровски пропуст, барајќи ваша смена. Ако сепак премиерот не се охрабри да ве смени, со кој образ ќе говорите за нашето земјоделие во Брисел ако се отворат и преговорите? Се надевам нема да има можност. Благодарам.